Благодарам, Беса. Со цел да не се повторувам за конкретните прашања за овие 4 нацрта амандмани, и јас во дебатата во нашиот универзитет нема да говорам за номотехниката, туку за уставните измени како политички процес. Значи сам во контекстот во кој се одвива овој процес. Јасно е дека влегуваме во финалната фаза на уставните измени, и оваа фаза се предизвика од 4 фактори, од кои се 2 надворешни и 2 внатрешни фактори. Првиот надворешен фактор е билатерален, тој се однесува на Грција, која како што знаеме бара целосна имплементација на Преспанскиот договор во уставот. Намакнува само по завршувањето на уставните измени кај нас, таа договорот ќе го достави во незиниот парламент за ратификување. Од тоа произлегува дека времето работи за Грција и секаков застој или задочнување во гласањето на уставните измени од собранието на Македонија ќе ги зајакнеше силите во соседната држава што се против овој договор. Овој процес, ако не се заврши до јануари наредната година, ризикува и да пропадне. Зошто? Во мај се изборите за Европскиот парламент, а пак во септември изборите во Грција, кои што според најавеното дека може да се одржат и порано. Актуелната влада на Ципрас се уште единствениот фактор за договорот. Но евентуалната промена на владата во Атина може да го стопира целиот процес. Вториот надворешен фактор е мултилатерален и се однесува на Советот за безбедност Русија. По неуспешниот опит да го блокира Преспанскиот договор и со тоа блокирањето на членството на Македонија во НАТО, Русија во последно време почна да изнесува уште една пречка на овој процес со последните изјавувања дека изјавувањето на Сергеј Лавров, бидејќи цитирам, промената на името сепак на крај мора да одлучи Советот за безбедност на ООН, алудирајќи на незиното право на вето како постојана членка на овој орган. Евентуалното преместување на процесот на ООН ќе подразбира нова долгогодишна блокада на самиот процес. И затоа воопшто не сакам да спекулирам што се може да се случи, не само на процесот, туку и со самата македонска држава. Значи, третиот натрешен фактор е интраетничкиот и се однесува на ставот на македонските граѓани кон овие измени. Мнозинството е за, но останува македонската опозиција ВМРО-ДПМН, која се уште се спротивставува на договор и на уставните измени. Во рамки на овој фактор, за жал, и председателот Иванов, кој што 2 пати одби да го потпиши законот за ратификување на Преспанскиот договор. Меѓутоа, 8-те пратеници на опозицијата, иако во првиот круг гласаа за, сега во нивниот став на воздржаност како да ја наавуваат и можноста за гласање против во финалната фаза, кога треба да се одлучи со двотретинско мнозинство. И тоа не опозицијата, тоа не го права од патриотски побуди, тоа го прави од да се амнестира против владењето на правето, а тоа е основно начело на Македонија. Втор внатрешен фактор е интеретничкиот фактор или комплексот на македонските албански односи. Во текот на овие 27 изминати години на ова маратона на преговори за името, албанците беа и останаа умерени поддржувачи. Па и на тоа го докажа и во последниот референдум, со што се докажа дека се конструктивна сила во државата во прилог на успешното завршување на процесот како пат за евроатлантските интеграции на земјата. Во рамки на албанскиот блок, опозицијата ДУИ Охридскиот договор го постави во преамбулата на уставот, амандман 34, а пак албанската опозиција, Алијансата за албанците и БЕСА, барат преформулирање на оваа преамбула и официализирање на албанскиот јазик во уставната категорија во нормативните одредби, отстранувајќи ја статистичката отредница од 20% за правата на албанците во Македонија. По се изгледа финалната фаза на уставните измени ќе биде во битка со времето во однос со Грција и битка со бројките во собранието. Или како да се убедат 8-те македонски опозиционери и 4-цата албански опозиционери за да се завршат уставните измени и истовремено тоа да се заврши до средината на јануари 2019 година. Барањето на македонските опозиционери излегува надвор од уставот, бидејќи тие не се однесуваат на уставните амандмани, туку со условувањето или нивното пазарење со амнестијата. Едноставно наметнуваат условно пазарење.
затварање. А пак албанската опозиција останува за уставните измени и со тоа и за членството на земјата во НАТО и ЕУ, но барат во овој процес да се затвори прашањето отворено сега веќе 17 години наназад, тоа е официализирањето на албанскиот јазик. Што се однесува на првото условување на амнестијата на опозицијата, останува законско прашање што е во судир со владењето на правото. А земјата веќе го започна скринингот во ЕУ, односно на поглавијата 23 и 24 и било кое експериментирање тоа навистина ќе беше како бумеранг на Македонија. Барањето на албанската опозиција е политичка, но не од законска природа, туку политичка и со еден политички договор може да се надмине и подоцна во процесот на ратификување на протоколот да нема политички меѓуетнички проблем. На крајот денот ништо не е возможно кога имате политичка волја. Со други зборови, финалната фаза на уставните измени од политичарите бара повеќе политичка волја отколку за да се адресираат суштинските предизвици каши овој историски процес што се наоѓаме. Политичарите може би предпочитуваат да донесат лесни и краткорочни одлуки, но само големите државници носат тешки и долгорочни одлуки. Пред Македонија е навистина тешка битка со времето, битката со гласовите, но пред се битката за незината иднина. Би било штетен целиот овој важен процес да биде неуспешен, бидејќи најголем добитник на евентуален пораз би биле силите кои не ја сакат Македонија ниту во НАТО, ниту во ЕУ. Ви благодарам.